Од четврт тематски тест по математика за 8 деление, од тестот број 7, ќе ги разгледаме прашањето број 8, број 9 и број 10. Прашањето број 8 гласи: рамнокръг триаголник со основа 4 см и крак 10 см има полупериметар S еднакво на, ние треба напишеме колку сантиметри. Полупериметар беше збирот должините, полузбирот должините на страните. 9-то прашање, 10-то прашање. Осмо. S еднакво на A плюс B плюс C врз 2. Е полупериметар на разностран триаголник, на било кој триаголник. Ако е рамнокръг, ќе имаме S еднакво на A плюс 2B врз 2, каде B е кракот. Заменуваме сега во таа формула S еднакво на 4 плюс кракот ни беше 10, 2 пати по 10 врз 2. Тоа го уредуваме, е 24 врз 2 е 12. Значи, одговорот на осмото прашање е полупериметарот е 12 см. Доколку се работеше за рамностран триаголник, доволно не сите страни се еднакви, доволно не беше да ни кажат колку е таа страна, ќе имавме 3 пати по А, формулата 3 пати по А врз 2. Ова прашање носеше 5 поени. 9-то прашање. Една правоаголна нива има плоштина 740 метри квадратни. Запиши ја плоштината во ари. Значи, плоштината на таа нива треба да изразиме во ари. Еден ар има 100 метри квадратни. Тоа го знаеме и од физика од ова учебна година, а и од математика од 6-то деление. Значи, овој број сега треба да делиме со метри квадратни со соодносот со ари. Бидејќи од помала претворувам во поголема единица, делам со нивниот сооднос. Нивниот сооднос беше 100. 740 поделено на 100. Ќе ми биде за две места лево одам, бидејќи делам со декадна единица 100, 7,40, таа нула на крај не ми треба, ќе остане 7,4 ари. Значи, таа нива има толку ари. 6 поени. 10-то прашање се работи за кружен прстен со радиуси дадени на концентричните кружници, едни од 2 см, други од 3 см, треба да одредиме колкава е плоштината на тој кружен прстен. Ова е заедничкиот центар, секој си има свој радиус, ОА поголемиот радиус е 3, ОБ помалиот е 2. Плоштината на кружен прстен е овој дел. Плоштината на овој дел треба да определиме како разлика од плоштината на големиот круг, да речеме, минус плоштината на малиот круг. Плоштина на круг беше пи по r на квадрат. За големиот круг имаме пи по r на квадрат големо минус пи по r на квадрат мало за малиот. Или пи оди пред заграда, во заграда ќе остане r на квадрат минус r на квадрат. Тоа беше формула во готова форма, крајен облик на формула за определување плоштина на кружен прстен. Заменуваме според барањето. За r големо 3 на квадрат ќе имаме, овде ќе имаме 2 на квадрат. 3 на квадрат 9, 2 на квадрат 4, 9 минус 4 5. Плоштината ќе види на тој кружен прстен 5 пати по пи. Доколку инсистират вашите наставници, можете да помножите 3,14 по 5 и ќе добиете колку изнесува плоштината. Ние ги разгледавме сите три прашања. Ви благодарам на вашето внимание.